Помпезно најавуваниот старт на градба на автопатите се сведе на проекција и анализа на трасата. Првично на 4 април на наплатната станица Тетово Гостивар со монтажна бина, свечена церемонија и многу гости се постави камен темелникот за коридорот 8. Главниот координатор, вице-премиерот Груби, дојде облечен како коридорот. За денеска се најави старт на градежните работи. Проект нема, но министерот Бочварски пред неколку дена рече дека ќе ги повика новинарите каде треба да дојдат, односно од кое место ќе се означи стартот. Па наместо покана за локација стигна кусо соопштение во кое се наведува дека од денеска започнува реализацијата на договорот за коридорите, кој владата го потпиша со Бехтел и Енка. Односно ќе се утврдуваат локациите за поставување кампови, местата за градежните машини, но кога ќе се вклучат не се знае. Започнуваат подготвителни работи, снимање на теренот, подготовка на урбанистички проекти, основни проекти. Започнува мобилизација на персонал за работа, подготовка на локации за поставување на кампови за градежната оператива, анализа на трасата и можни дислокации на подземни и надземни инсталации, подготовка на постапки за вршење на геотехнички истраги. За да може Бехтел и Енка да градат побрзо се менуваат неколку закони, а договорот ќе остане тајна за јавноста. Но ова реагираат дел од невладините организации, бара измените во законите да се повлечат со образложение дека се отвара простор за корупција. Со силни критики за измените во законот за работни односи излегува и од градежниот синдикат. Во просек ќе се работи 60 часа. Тоа значи дека работната недела од 40 се заменува еквивалентно со 60 часовна. Горната граница не може да има затоа што ќе имате и по 70 часа неделно. Бидејќи тука се оспорува и неделен неработен ден. Тука ќе има безпрекин работа, што до некаде, ако сакаат брзо да се изгради некој пат, нека воведат втора и трета смена или нека ангажираат двојно повеќе работници кои што ќе работат во нормално време за нормална плата. Историскиот проект, како што го нарекува владата, ќе чини 1,3 милиарди евра. За експроприација ќе бидат потребни најмалку 300 милиони евра. Коридорите треба да бидат готови до крајот на 2027 година.